Хоу-хоу. Каналот на Снежа мрежа Stories. Многу ми е непријатно да го снимам видеово. Многу се снебивам. Веќе не знам ти по кој пат враќам и исклучувам, затоа што наставно ми е незгодно. Затоа што овој канал сакам да го гледаат особи кои што се тука некаде со мојата возраст, меѓутоа не сум сигурна, нормално. Не знам кој ќе кликне на ова видео и не знам кој ќе го гледа. Може би ќе го гледа премлада популација, а може и така и треба да биде. Кој да знае. Веќе некое време пробувам да го снимам, па исклучувам, па снимам. А веќе долго време го живеам сето ова. И сакам да снимам видео со една сегашна проблематика. Кој ги гледа видеава знае дека многу често зборувам за работи што лоши ми се случиле во минатото. А ова всушност е едно видео кое што е со проблем и со неубава ситуација од сегашноста. Мислам како можам јас да имам некој убајен живот од сега мора да е тоа нешто ружно, грдо, црно, тмурно, темно ся. Ако биде се окей, како? Како? Не може. Мора нешто да шкрипи. Мора да има некаков проблем од било кој аспект. Мора и мора. Па така, мојата вечна слабост, мојот вечен проблем се партнерите. Имаше еднашка едно видео што го гледав, односно сум гледала премногу видеа од Десидора Биелица, писателката, ама во едно од нив она кажува, вика дека во животот, вика, каде што приметувате слабост, значи нешто каде што не се снаѓате добро, вика, тоа е ваш погрешен програм од детството внесен во вашата глава за таа тема. Пример, ако имате проблем со парите, значи вика од детството ве учеле, значи лошо, погрешни информации ви давале, тоа значи дека во таа област сте добиле во детството лош програм во глава за одредена тема. Како во мојот случај, проблем со партнерите. Значи, или јас нив не ги сакам, или тие мене не ме сакаат, или ја гледам во нив премногу мани, или тие во мене гледаат премногу мани, или е многу грд, или е премногу убав за да биде со мене, или е премногу паметен за да биде со мене, или е премногу глуп да биде со глупите устари ја завршувам. Значи, проблем со партнерот. Деца, женски особи, жени, кога гледате дека имате проблем во некој дел, особено во делот со партнерот, не си ја трескајте главата и не паѓајте на погрешната поука, односно на погрешниот совет, до тебе е проблемот. Ти премногу бараш, ти цепидлачиш. Не цепидлачиме. Не е до нас. Еве песнава ме враќа на некои моменти. Не е важно. Не е до нас. Јас во моментите, во клучните моменти, кога донесував одлука дали да бидам со сегашниот партнер, многу се мислев, за жал интуицијата не ја послушав, а интуицијата ми велеше дека не се сите коцки на број. Јас одев со глава во зид и сега си ја лупам главата од зид. Многу логично. Сакав да кажам, значи, не е до вас, затоа што, тоа сега да кажам, во клучните моменти кога донесував одлука дали да бидам со таа особа со која што сум денеска во брак или не, од сите страни, за жал, го добив советот, ајде Снежано, шо се замислуваш ти, Дженифер Лопес, тоа го добив еднашка. Не знам дали го имам кажано, мислам дека го немам кажано во некоја видео. Едно од советите од мислената беше да не се замислувам многу, па што која сум јас. Тоа е тема во смисла колку не си мислиме добро еден на друг во нашето општество. И кога ќе најдеме некој дека се колеба, не му даваме искрен совет. Искрен совет од се срце, онака да речеш чекај малце, да се помислам, другарски совет. Совет со кој што ќе докажеш дека му го чуваш грбот на ближниот, туку ние даваме совети
одрукав онака, потпуно не ни е гајле за никој, тоа е друга тема уствари, колку всушност во нашето општество никој за никого и за ништо не мари. Никој за никого и за ништо не води грижа. Просто, онака, не знам кој погрден збор да го кажам, за денешново човештво, и која поголема плюкотница, чекај да видам некој доаѓам дека сенка има некоја, само малце ќе паузирам. Сега видов кој доаѓа еден човек, мајка ми што го плаќа, да ја смени плинската боца, зашто има двајца зетовци, двајцата се тапа Джонсон, кои што не можат извинете на израз, кои што не можат да мрднат со прст за да сменат на собствената баба плинската боца. Муабетот ми беше во колку лошо општество живееме, каде жените, општо луѓето кои што ќе се колебаат во нешто, особено во една толку важна работа како што е брачен другар, брак, семејство и деца, немаме поддршка и љубов да им кажеме: еј, ти, штом се колебаш, не прифаќај се, нешто имаш штом се колебаш. Твојата совест ти го кажува она вистинското. Пауза ќе направам уште еднашка. Морав да паузирам, да цврцнам малци од кафево. И муабетот ми беше дека не си водиме грижа едни за други, дека никаде во нашето обкружување нема да најдеш бесплатна поддршка и помош од најблиските, кога тие блиски им треба совет и поддршка и помош за било какво мислење, особено пак ќе речем за клучните работи. Па така, далечната 2014 јас загризав на идејата дека сум збесната, дека многу барам, дека што е со мене работава, што е овој аздис, како, што? Знаеш, муабетот беше, ти имаш 33 години, ала? Ти поминува времето, ајде таму, фаќај се за орото, за игре го, сега мора да се мажиш. Еве ќе ви кажам за денешнава кавга, пошто јас и сопруга константно се караме. Еве ќе ви кажам конкретно за денешнава кавга, во што се состои. Човекот, еве вака еве што е проблемот. Јас, например, работам со кутии, нели? Во последно време, моето карго, Импошта Радески, буквално некои дисани потези прави, ја не знам што е со нив. Пратка вртеле на клиенткава не ја добиле, па ја враќаат пратката назад. И тоа вртеле еднаш најверојатно, тој курир толку е незаинтересиран, тој таму што работи курирот, тоа тема човек може докторати да пишува. Он толку е незаинтересиран, тој си ја враќа пратката назад. При што среќа девојчињава не им се брза многу и може да почекаат ја повторно да ја пратам пратката назад, затоа е некој си ропак таму кај да е, кај што работи некој град македонски, да ја прати на правото место. Јас имав сев од 170 пратки, имав 3 пратки кои што беа вратени назад. 3 пратки се случи, едната беше премногу згужвана, другата дојде прекасно, а третата не знам што, не се сеќавам веќе, не можам да се, таа беше втора пратка, не памтам што беше. Значи 3 пратки од 170 пратки сосем прифатливо. Но моето сандаче со одбиени пратки вчера броеше 5 пратки. Тоа е неприфатливо за мене, особено зашто тие девојки ги чекаат моите кутии. Вчера се расправа со Импошта Радески, како може, тоа е ова вам тета, ама они не се јавувале, бе викам, не се јавувале вчера, меѓутоа 5 дена претходно, како, каде, зошто? И така натака, да не должам на таа тема, се случија тие работи што се случи, јас моментално, на денешен ден, фактички почеток на празничен викенд, кој што ќе трае сабота, недела, понеделник, сум без пари. Не знам како е со другите луѓе околу мене, меѓутоа јас кога ќе се најдам без пари,
Многу тешко го поднесувам тоа. Така да се изразам, ајде, како не знам како јас беснувам кога сум без пари. Ја не можам да живеам без пари. Затоа што цело време се трудам да работам. Значи, цело време го ставам моето дете на стендбај, као ајде си играме, не чекај да доработам и слично. Цело време работам и на крај, заради нечии курташаци, на проштењен израз, јас останувам за викенд без пари. Едната касни 10 дена. Значи, веќе ти остануваш, ти трошиш резерви од парите што си ги заработил. Трета пратка, втора, трета, значи ти си без пари. И сега што се случува? Од друга страна пак, мојот сопруг, еве ако грешам, коригирајте ме, мада знам дека не грешам, јас си знам најубаво за мене. Мојот сопруг периодов таква работи, периодов, нели, нема нешто баш посебно кешови да донесе у куќарчево. Океј. Но мојот сопруг, сега не можам да го опишам се, зашто ќе ми треба многу време. Мојот сопруг таква му е работава, како и да е, се движи со такси. Он троши големи пари за такси. Тоа е едно. Нема периодов многу работа, тоа е друго. И трето, што е најтрагично, е неговото немање на потреба да не стави мене и моето синче на прво место. На негово прво место во неговиот живот стои тренингот. Човекот тренира една вештина, не е важно која, и секој ден тренира. Да. Мојот сопруг тренира секој ден. Бидејќи живееме во населба Бутел, а тренингот му е во централното градско подрачје, тој не може секој ден кој ќе отиде на тренинг да се врати после тоа. Например, во смисла ако има дупка во работно време, да речеме од таму 2 сат до 6 сат, ако има дупка, не му се исплати да се врати назад, бидејќи нема кола. Па така, мојот сопруг и кога има една интервенција во текот на денот, и кога има и повеќе, ма една кога има, тој фактички се враќа во 11 сат. Значи, заминува во 11, се враќа во 11. И сега некој може да рече, што ти е гајле, што ти е тебе сопругот, као, супер, нека го нема дома, нека остаа пари. Да, ама кога во периоди не остаа пари, нели, кога го нема, нервира тоа. Меѓутоа, работата е што он нема потреба да ме стави мене и нашето дете на прво место, па наместо да фрка на тренинг, он да рече, чекај бе, ајде идеме у кино, или ајде идеме да се прошетаме некаде. На што мојот сопруг ќе каже, ама знаеш што јас тебе ти реков уште на почетокот кога бевме дека јас тренирам. Тоа не е изговор. За мене, за среќа, почнувам вака да се будам од мојата глупост и да сваќам дека тоа не е изговор. Како може некој нормален, здрав прав у главата да ги постави жената и децата на прво место, а мојот сопруг константно да ме држи на стендбај, да он кога може, ми вика преска, па ај после 6 сати јас ќе имам. Како 6 сат му викам? Што ти е на тебе? Што сум ти ја викам? На тебе у скеджул ќе ме ставаш кога ќе ти прдне? Значи, ние константно се расправаме. Константно се расправаме за тоа дека јас лично во мојот живот не успеав да си обезбедам, еве го повторно звони, не успеав да си обезбедам сопруг кој што едноставно ќе ме стави мене на прво место. Мене и нашето дете ќе не стави побогу на прво место. Па така е. Јас треба целосно да се прилагодувам кон неговиот распоред, кон неговиот начин на живот. Он идел на тренинг, имал он работа, не знам што, не знам како. Јас константно да сум на стендбај. При тоа, јас го чувам малецкиот прпуш наш, цело време јас го носам во школу, јас го учам. Врти по трет пат досаѓа.
Значи, јас го учам детенцето домашно, со него пишуваме, го облакам, правам јадење, јас пазарам јадење, јас стегнам лубеници, вода, што ти треба, значи тоа све ја го тргам. Немаме кола. Ја тоа се го правам на точак успат. Ја ја работам мојава работа, јас се чепатам низ дворов, го средувам, дворот е околу 100 нешто квадрати стои, значи не е мал. Куќаркава е 50 квадрати и таа треба да се загланца. Често пати ми е хаос, не можам да постигнам. Значи сакам да кажам дека целиот оној момент со мојата интуиција, дека нешто не штима и дека не е баш во ред, и дека буквално сите што скокнаа во тој период и ми кажа, ајде Мури, па ти шо мислиш, шо планира, види, како, мучи се тамо, ајде, дето да не, Сакам да кажам дека сите тие луѓе можат само трици да јадат. Многу од нив ги сакав и ги сакам како луѓе, нели? Меѓутоа за таа работа можат само трици да јадат. Чека да ставам пауза да се изнадишам малце. Тоа е. Да си го привршам мојево видевце. Би било убаво. Уствари, знаеш како? Не ми ни треба на крајот на гриштата совети. Не барам совети. Здравје Боже, кога ќе созреам како личност, обично сум слушала дека кога ќе треба, например, да пресечеш со некоја личност, дека до тој момент треба да дојдеш, да треба да созрееш, да дојдеш до тој момент, треба време да помине, знаеш, да ја донесеш таа одлука крајна, кога ќе речеш крај веќе, значи не можам веќе, значи до овде ми е, не сакам повеќе да трпам, треба да дојдеш до тој момент. И потпуно ми е јасно и потпуно ги разбирам младиве исто, мислам, младиве во смисла 20 години, 25 години, така натаму, што се разведуваат рапидно, и постари се разведуваат. Потпуно ги разбирам, затоа што стварно неиздржливо е да бидеш заедно со човек кој што едноставно не сака да биде во тим со тебе. Бидејќи бракот е навистина тимска игра. Другарска игра, тимска игра, како да кажам, значи треба да покажеш со дела дека тој човек го сакаш или таа жена дека ја сакаш. Ево ова е максимална критика до оние момци што мислат дека многу прават од врските и бракот. Ако се жали од тебе таа особа до тебе што е, значи има право на тоа. Не се врегајте. Значи нешто не е окей. Еве ви кажам, значи како може мојот сопруг константно да дрека, да се тегне, дојде на тој пуст проклет тренинг. Ало, немаш 20 години. Значи дај, покажи со нешто дека сме ти паралелно важни ние, семејството и твојот тренинг, па но не може, не знам. Апел до сите машки и до сите женски уствари да не прифаќаат глупости. Немојте бе луѓе, бидете сами. Бидете сами, не е страшно да се биде сам. Страшно е да се биде у страшна врска, у која си осамен. Морав да направам пауза. Значи поентата е до сите машки, до сите женски. Женски, слушајте се интуицијата. Некој од нас страдаат, мислам, некој од нас не може да слушна добар, некој од нас. Никој од нас не може да слушне добар совет. Не живееме во време каде што ќе слушнеш добар совет. Не живееме во време во кај што ќе ти кажат другарките, пријателките, комшиите, било кој вака општо што ќе го сретнеш, што ќе ти каже добар совет. Не живееме во такво време. Човек мора да биде оставен сам на себе и исклучиво да ја слуша сопствената интуиција, зашто нашата интуиција никогаш не лаже. Земете совет од една гуска, која што страшно удри во зид со главата во зид. Страшно удри. А видиш зашто се вика тоа удараш со глава во зид? Удараш затоа што кога ја слушаш главата, а не интуицијата, удараш нормално. Интуицијата те води на прав пат. Ти вика немој тоа, знаеш вака така, а ти викаш не, морам паметно да го слушам, морам да бидам паметна, морам да бидам рационална. Не. Рационалната ќе ви се удри од глава. А вие машките,
Немојте да се лажете дека е до женските, дека они многу бараат, дека... Значи, ако не можеш да ги исполниш незините очекувања, брат, трни се од неа. Трни се од неа. Почесно е. Почесно е да се трнеш и да речеш стварно, окей, не можам да го исполнам тоа барање, отколку и да и се качуваш на глава и да и дубиш како до неа е, брат, до тебе е, жено, ти си многу знаеш ова, она. Земете памет од луѓе што сгрешиле, јас имам 41 година и мислам дека може да се земам како пример за човек што сгрешил во животот. Толку. Поздрав, Снежа мрежа Сторис канал. Доколку ви се допадна ова видео, лајкнете го, ако не здрави да сме. Знаете, правам кути, го правам тоа од сето срце, мада у последно време некако малце спласна со жилбата. Баш од овие работи што гледам дека се трудам, но гледам нешто, некако не знам, некако не наоѓам партнер за соработка во Карго, некои други исто ситници, не е важно. Бидете добри, имајте убав празничен викенд, искористете го до максимум, сакајте се себе. Првим тоа, сакајте се себе и уживајте во животот. Чао, чао, ми вика синчето.